најново издание на регионалните вести. Во него ќе гледате. Денес се одбележува меѓународниот ден на лицата со попреченост со цел подигнување на свеста за правата на овие лица. Гостиварскиот огранок на ДУИ реагираше дека општина Гостивар не презема мерки за проблемот со кучињата скитници. Ревизија на законот за прогласување на Шарпланина за национален парк, со кој јасно ќе се забрани изградба на мали хидроцентрали, бараат повеќе од 40 здруженија од земјава. Денес се одбележува меѓународниот ден на лицата со попреченост со цел подигнување на свеста за правата на овие лица. Годинава во фокус е градењето на подобар свет, свет кој ќе биде инклузивен, пристапен и одржлив за време и по завршувањето на пандемијата со коронавирусот. Пандемијата со коронавирусот им го отежна животот на лицата со попреченост. Дополнително и денешниот ден кој се посветува токму на нив, во Тетово помина без одбележување заради нивна заштита. Во меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Тетово се регистрирани над 1000 корисници на финансиска помош по основ на одредена попреченост. Оваа категорија граѓани треба секогаш да биде во фокусот на вниманието, вели директорот Дарко Обадиќ. Во процедура се одредени законски измени на Законот за социјална заштита со кои се прошируваат услугите кои на семејствата ќе може да им бидат достапни, персонална асистенција, нега и помош во домот. Во однос на персоналната асистенција се спушта границата од 18 на 6 години. Тука се и правата од парична помош кои се предвидени за овие наши сограѓани. Секогаш моје мислење е дека треба да се преиспитаме дали правиме доволно и дали може да се направи уште повеќе. Една подолго време планирана активност што кај нас во тек на, предпоставувам, на следната недела што ќе биде направена е архитектонско решение за полесен пристап физички, тоест ќе се направи рампа. Оваа категорија на граѓани е можеби најексплицитниот пример за како може да се примени паролата едно општество за сите, имајќи во предвид дека преку третманот на државата и институциите кон овие граѓани, наши сограѓани, на сите им се дава можност за еднакво учество како на пазарот на трудот, така и во сите сфери на општеството. Само 5 до 6 деца на дневна основа го посетуваат дневниот центар за лица со ментална или телесна попреченост во Тетово од вкупно 20 корисници. Пандемијата со коронавирусот ги уплаши родителите. Дефектолозите велат дека затворањето дома негативно ќе влијае врз нивниот развој и препорачуваат родителите да ги носат децата во центрите, бидејќи работат според здравствени протоколи. Сите овие неприлики кои што го зафати општеството посебно влијаат кај оваа категорија која што спаѓа во оние ранливи групи на лица, ќе влијае на нивната социјализација, на нивната рехабилитација, на нивната ресоцијализација, така да еден апел до сите родители чии што деца се корисници на услугите на дневниот центар, дека можат да ги носат своите деца. Ние се трудиме од безбедносна страна да биде максимално на највисоко можно ниво. Така, во контактите нели со родителите, што велат, зошто не ги носат? Пресуден е стравот од вирусот, затоа што сите деца се скоро со комбинирани пречки, имаат и хронични заболувања, така да стравот од вирусот е најголема пречка. Според податоците на Светската здравствена организација, над 1 милиарда луѓе во светот живеат со некој вид на хендикеп. Стапката на инвалидност постојано се зголемува поради старењето на населението.
и глобалниот пораст на хронични здравствени состојби. По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост, председателот Стево Пендаровски денеска се сретна со представници на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија, при што истакна дека како држава и натаму заостануваме со целосна имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Би сакал да ги повторам моите очекувања, кои порано во неколку наврати веќе ги имам споделено со јавноста, дека е крајно време да се имплементираат незините одредби, особено кога станува збор за членовите 5 и 9, односно правата на пристапност и на еднаквост и недискриминација. Потребно е надлежните институции со директна поддршка и вклученост на представниците од организациите на лицата со попреченост поефективно да пристапат кон имплементација на споменатите членови. Исто така е неопходно лицата со попреченост и нивните организации да бидат вклучени во мониторингот, во надзорот над имплементацијата на конвенцијата, при што мора да се изнајдат соодветни модалитети за вашето учество во мониторингот да не биде само формалност. Знам дека како државни институции работиме на укинување на физичките и менталните бариери. Се имплементира инклузивното образование. Ги надминуваме стереотипите кои за жал се длабоко вкоренети кај нас. Сепак сето ова мора да оди со многу поголема динамика, со максимална посветеност и безрезервна поддршка на лицата со попреченост и на здруженијата кои ги застапуваат нивните интереси. Во тој контекст мора да се отвори простори за нови идеи, иницијативи и користење на искуства од поразвиените држави. Образовните асистенти за учениците со попреченост прв пат во учебната 2021-2022 ќе бидат финансирани од државниот буџет и ќе станат дел од формалниот образовен систем, рече министерката за образование и наука Мила Царовска. Е донесен нормативот за образовни асистенти, обезбедени се финансиски средства, 54 милиони денари за наредната учебна година, да имаме образовни асистенти кои што се системски решени во училиштата и директно платени од буџетот на Република Северна Македонија. Дополнително, специјалните училишта согласно Законот за основно образование треба понатаму да прераснат тековно до 23 година во ресурсни центри кои што ќе го поддржуваат инклузивното образование во сите редовни училишта. И токму затоа донесовме пред 2 недели правилник и упатство на кој начин треба да оваа соработка помеѓу регуларните училишта и специјалните или понатаму ресурсните центри треба да се одвива, на кој начин и во која динамика. Сметам дека полека се подготвуваат и специјалните училишта за оваа трансформација која што следи, затоа што секој дете треба да биде изложено на максимално добра развојна средина, обкружено со различни од себе и да на тој начин да се стимулира да ги прифати различните од себе, да разбере главната дефиниција во инклузивното образование дека сите сме еднакви, но едноставно имаме различни потреби и различни можности и на тој начин треба да се стимулираат децата за да го постигнат тој свој развој. Дополнително како Министерство за образование и наука навистина ќе се потрудиме во наредниот период да инклузивноста ја спроведеме и на ниво на инфраструктура, а тоа значи пристапни објекти, пристапни тоалети, пристапни училници. Гостиварскиот огранок на ДУИ реагираше дека општина Гостивар не презема мерки за проблемот со кучињата скитници, а од буџетот биле издвојувани пари за таа намена. Локалната самоуправа пак одговори дека ваквите обвинувања се неосновани. Нова препирка меѓу ДУИ и локалната власт на Гостивар. Овој пат тема беше проблемот и третманот на кучињата скитници. Од огранокот на ДУИ посочија дека општината и градоначалникот само ветувале и правеле медиумска помпа, а реално проблемот не го решиле. Од партијата посочија дека за ова прашање биле потрошени 80.000 евра од општинскиот буџет и донации, без никакви ефекти. Sot më pak qenë rrugëve të qytetit dhe a kemi sot më pak raste të kafshimeve nga
Во предизборната кампања, актуелниот градоначалник вети дека ќе го реши проблемот со бездомните куќиња уште во првата година од мандатот. Поминаа 3 години и решение нема. Ситуацијата дури се влоши и сега е алармантна. Според податоците на општина Гостивар за оваа намена се потрошени над 80.000 евра и проблемот се уште не е решен. Во 2018 година се промовираше првиот стационар за третман на бездомни куќиња. Во текот на 2020 беше промовиран нов стационар кој чинеше 9.000 евра. Во овој проект општина Гостивар кофинансираше 25% и ги покри сите други трошоци. Овие 3 години бројот на каснување на куќиња скитници е двојно зголемен. Овие 3 години низ улиците на градот гледаме повеќе куќиња од кога било. Беа дадени ветувања, доноците на граѓаните на Гостивар беа потрошени и ефектот е нула. Сликите од стационарите за куќиња се тажни, ситуацијата е сурова. Едното за солниште не работи, а во другото куќињата се оставени без светло, вода, храна и елементарни услови 4 месеци поред. На ваквите обвинувања од општина Гостивар одговорија преку соопштение, нагласувајќи дека се неосновани, а хаосот со бездомните куќиња бил наследен од претходното општинско раководство на ДУИ. Со доаѓањето на Арбен Таравари на чело на општина Гостивар изградени се 2 стационари за сместување и третман на бездомни куќиња. Актуелното општинско раководство на почетокот на мандатот наследи хаос со овој проблем. Немаше акција за овој повеќегодишен проблем во градот Гостивар, но исто така и на национално ниво од страна на раководството на ДУИ. Во текот на последните 3 години со новото општинско раководство, над 700 куќиња биле третирани, вакцинирани и оперирани. Општина Гостивар ќе продолжи со посветеност да работи на третман на куќињата скитници. За жал, ДУИ во 9 години раководење со општина Гостивар не стори ништо, наведоа од општината. Со приближувањето на локалните избори кои треба да се одржат следната година, јавните препукувања меѓу политичките противници стануваат се почести. Здруженија бараат ревизија на законот за Шарпланина со јасна забрана за хидроцентрали. Повеќе од новинарката Милена Вучевска. Ревизија на законот за прогласување на Шарпланина за национален парк со кој јасно ќе се забрани изградба на мали хидроцентрали бараат повеќе од 40 здруженија од земјава. Во сегашната нацрт верзија никаде не се нуди заштита, што ќе значи победа за хидромафијата и целосно уништување на шара. Штетите од хидроцентралите се огромни: изумирање на живиот свет, намалување на шумскиот фонд, појава на свлечишта и лавини. Со бетонизирањето се прави екоцид врз природата и ова треба да се спречи, алармираат активистите. Ако се спроведат сите планови за изградба на мали хидроцентрали, на Шарпланина ќе има 40-тина на делот кој што се прогласува за национален парк. Според нас тоа е диаметрална спротивност на намерата да се заштити едно подрачје. Токму знаејќи го влијанието на малите хидроцентрали врз природните вредности, документирано во извештаи, во анализи експертски, дури во студијата за валоризација на Шарпланина врз основа на која се изработува овој закон. Шарпланина со години чека да биде прогласена за национален парк, за да запре незиното понатамошно уништување. Планината се уште се соочува со нелегална сеча, градежна експанзија, загрозени се животинскиот и растителниот свет, поради што се бара од ресорното министерство итно да ја стави шара под привремена заштита. Инаку во земјава само Пелистер, Маврово и Галичица се заштитени подрачја, но сите заедно сочинуваат само 9% од територијата на Македонија, што е далеку од европските стандарди. Затекнати гости во угостителски објект во Мала Речица, кој работел после дозволеното време. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера вечер околу 22 часот во Тетовска Мала Речица, полициски службеници лишеле од слобода 39-годишник од истото село, сопственик на угостителски објект. При заедничка контрола на објектот од полициски службеници и инспектори од Државниот пазарен инспекторат било констатирано дека објектот работи надвор од дозволеното работно време, а во него биле затекнати 6 гости. Сопственикот е задржан во полициската станица Тетово и против него ќе следува поднесок по член 206 од Кривичниот законник
Виник за сторено кривично дело непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Вчера околу 12 часот и 10 минути во гостиварска Циглана полициски службеници лишиле од слобода 48 годишникот Гостиварско Речане поради основи на сомнение дека на 30 ноември годинава во Речане извршил разбойничка кражба. По документирање на случајот, тој денеска ќе биде изведен пред судија на претходна постапка во Основниот суд Гостивар. Ноќеска околу 12 часот и 15 минути во Гостиварско Неготино полициски службеници лишиле од слобода 20 годишникот ова село поради сомнение за фалсификување пари. Тој истата вечер околу 20 часот и 40 минути на бензинска пумпа на излезот од Гостивар при наплатата употребил фалсификувана банкнота од 100 евра, а случајот во 21:55 часот во СВР Тетово го пријавил 46 годишникот Гостивар. Се работи на документирање на случајот пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 14 часот и 30 минути 52 годишникот Тетово пријавил дека на улица Благоја Тоска во Тетово му било одземено неговото возило со тетовски регистарски ознаки. Возилото околу 7 часот и 30 минути било пронајдено на автопатот Тетово Гостивар во близина на клучката за Тетовско Горно Седларце и му било вратено на сопственикот. Вчера во 10 часот 42 годишникот Тетовско Горно Седларце во СВР Тетово пријавил дека било одземено возило со тетовски ознаки сопственост на лице од Боговиње. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. 12 сообраќајни несреќи помалку се случиле во ноември годинава во споредба со истиот месец во 2019 година. Во регистрираните сообраќајни несреќи нема загинати лица. Минатиот месец ноември на поширокото тетовско подрачје вкупно регистрирани се 48 сообраќајни несреќи или 12 помалку во споредба со истиот период лани. Во нив нема загинати лица, во 2 несреќи 3 лица здобиле тешки телесни повреди, во 21 несреќа 39 лица завршиле со телесни повреди, додека 25 несреќи биле само со причинета материјална штета. Најголем број од учесниците во несреќите 18 биле патници, потоа 16 возачи, 6 пешаци, 20 велосипедисти и други. На 2/3, односно 31 од несреќите се случиле во населено место, а 17 на отворен пат. Најчести причини за несреќите биле неправилно вршење на дејствие 16, неприлагодена брзина според условите на патот 15 и така натаму, додека 5 од несреќите биле предизвикани од неконтролирано движење на животни, претежно на автопатот Гостивар Тетово Скопје, а најчесто од кучиња бездомници. Најмногу од ноемвриските сообраќајни несреќи се случиле на тетовските улици 20, регионалниот пат Тетово Пирок 11, автопатот Гостивар Тетово Скопје 11 и на регионалниот пат Тетово Јажинце 6.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!